Инспирирани од едно неодамнашно истражување, кое што исто така можеше да се најде на нашата веб страна telma.com.mk, а истото потенцираше дека нашите млади, поточно македонците, заедно со црногорците, се едни од оние кои што најдоцна се осамостојуваат или одвојуваат од домот на своите родители. Ние тоа го правиме на 32 години, односно младите во нашата земја, а за разлика од нив, финците се дефинитивно младите кои што најрано заминуваат од домовите на своите родители и тие тоа го прават на 21 година. Малку повеќе за оваа проблематика, за генерално би рекле семејните односи, меѓучовечките односи, семејството како една институција која што и тоа како треба да се негува. Денеска зборуваме со професор доктор Македонка Радуловиќ, која што инаку е редовен професор на Институтот за семејни студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Македонка, ви посакуваме добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Интересна е оваа тема на која што ќе продискутираме со оглед на оваа статистика која што ја слушнавме, во која што Македонија е земја каде или спаѓа во земјите каде што младите најдоцна се осамостојуваат, па веројатно има причини зашто е тоа така. Оние кои што во склоп на вашите предавања или информации кои што ги добиваат студентите и спаѓаат овие нели податоци, па зошто или кои се причините да младите македонци, односно нели младите генерации кај нас се самостојуваат по 30-та година, како што слушнав? Причините можеме да ги бараме во повеќе фактори. Пред се економски фактори, ниските стапки на вработеност кај младите луѓе, ниските плати, од друга страна високите давачки за кирија, за сметки и така натаму, тешкотијата да земат кредит, да си купат нели стан или да се осамостојат, високите трошоци на живот, значи тоа се должи, да речеме, на овие економски аспекти. Меѓутоа има и многу други. Исто така треба да го земе во предвид продолженото образование. Денеска младите луѓе многу подолго се образуваат. Рече си да нема никој што не се запишува на факултет, па потоа нели одиме на постдипломски, некогаш и на докторски студии, специјализации и така натаму, што го продолжува времето на образование и времето кое што го поминуваме во рамките на примарното семејство. Меѓутоа, исто така и одложувањето на стапките на брак и на родителство. Денеска младите луѓе многу подоцна стапуваат во брак и многу подоцна го раѓаат своето прво дете. И тоа е причина заради која што остануваат нели во рамките на своето примерно семејство. Ние на институтот и кога вршиме истражувања и самата литература покажува дека можеме причините да ги бараме и во начинот на воспитување. Бидејќи денеска многу често децата се воспитуваат со тој така наречен пермисивен или попустлив стил или пак презаштитнички стил. Се повеќе имаме така наречени хеликоптер родители кои што цело време прават се наместо нивните деца и не ги оставаат да се осамостојат, така што ниту родителите се плашат да ги изгубат децата, односно да ги пуштат прерано да живеат сами или да се тргнат од домот, меѓутоа од друга страна децата да речам не се способни за самостоен живот. Исто така, како фактор можам да го споменам и процесот на индивидуализација кој што се поприсутен и кој што се повеќе е фактор кој што влијае на распаѓање на семејството. Но од друга страна тоа е фактор кој што ги задржува децата дома, бидејќи тие младите луѓе се повеќе се грижат за своите лични цели, личниот развој и индивидуалната среќа и задоволство, не се подготвени да се откажат од тоа за да влезат во брак или во семејство. На комфортна зона од која што малку е потешко да се едноставно се чувствува заштитени во рамките на семејството и таа комфорт зона која што споминавме им е премногу удобна за да го напуштат семејството, да излезат, да создадат свое семејство и едноставно да се соочат со врските на еден возрасен човек. Го споменавте влијанието на родителите и мислам дека веројатно голем дел од родителите под нашево поднебје би прокоментирале за финците кои што се самостојуваат на 21 година дека тоа се многу, ќе речат, мало ми е детево за нели толку рано да го пуштам. Дали 32 години веројатно многу доцно осамостојување, малку да прокоментирате ете можеби за бенефитите кои што би ги имало осамостојувањето на 21 година, како што е тоа случај во Скандинавија или скандинавските земји и доцното на овие балкански простори. Тоа самостојување на 32 години е навистина доцна, затоа што станува збор за еден возрасен човек кој што би требало веќе да има нели свое семејство, свои деца, свои обврски и така натаму.
Се смета дека некоја идеална возраст кога една личност треба да се осамостои се раните 20 или евентуално средните 20 години. Предноста на раното осамостојување, кое што е најприсутно во скандинавските земји, е тоа што личноста рано се осамостојува, рано стекнува некаква финансиска самостојност, меѓутоа и финансиска дисциплина, се соочува со обврските на реалниот свет и тоа го прави позрела личност. И значи социјално и финансиски, економски, во сите аспекти го прави една млада личност. Предизвици на животот? Па најчесто младите луѓе кои што долго остануваат во рамките на нивниот дом или заедно со нивните родители, потоа се разочаруваат кога ќе се соочат со вистинскиот свет и со вистинските обврски. Мислам дека причината и за голем број разводи можеме да ја бараме токму во тоа што кога ќе влезат во брак, тие најнаш не се подготвени што треба да прават и како треба да се однесуваат и какви обврски треба да имаат како партнери или па како родители, затоа што цело време биле заштитени од нивните родители и нивните родители правеле се наместо нив. Така што раното осамостојување дефинитивно има многу повеќе предности отколку недостатоци за сметка на доцното осамостојување. Претходно споменавте дека можеби еве еден позитивен момент од подоцнежното осамостојување, ако го земеме како таков, е дека се фокусираат, не се многу загрижени за тоа како ќе го поминат денот или се она кое што треба да го направат кога би биле осамостоени. Тука едноставно се фокусираат на тоа што им е нив приоритет и цел да го направат и за индивидуалната среќа. Од друга страна, ако направиме споредба со скандинавските земји или Финска, која што веќе со години е на прва на листата на најстрекни нации во светот, тогаш едното со другото можеби и нема допирна точка или вистина да речеме, ако зборуваме за држава каде што се осамостојуваат прилично рано или од овие кои што ги споменавме, па и најрано. Што значи дека тие се среќни и покрај тоа што се осамостојуваат. Да, тоа се должи малку и на културата, на традицијата, која што кај нас, да речеме, е таква што и во минатото голем број од младите луѓе, особено синовите, дури кога ќе создаделе свое семејство, брак, деца, тие сепак останувале да живеат со своите родители. Така што и многу родители до ден денес, особено во традиционалните средини, очекуваат дека и после склучување на брак, нели најстариот син или синот треба да остане со нив да продолжи да живее. Меѓутоа, секако дека повеќе индивидуалитети во еден колективитет тешко функционираат, бидејќи денеска младите луѓе се повеќе со изразена индивидуалност и како што споменав и претходно не се подготвени да прават компромиси со своите партнери, меѓутоа и со своите родители. Тие сакаат се да биде понивно, нели, како што тие замислиле, како што тие сакаат и дека нивните желби треба да се исполнуваат. Дури се смета дека овој стил што го споменав презаштитнички или да се задоволат сите желби на детето, понатаму создаваат индивидуи кои што очекуваат дека и нивните партнери треба постојано да ги задоволуваат нивните желби и нивните потреби. И кога тоа нема да го добијат за возврат, тие се едноставно разочарани и сметаат дека таа врска не е за нив, таа заедница не е за нив, дека едноставно не ги задоволува нивните барања. Баш пред некој ден слушав еден подкаст на оваа тема и една жена, познат психолог, која што меѓу другото предава и на Харвард, вели кога ќе дојдат на терапија и тие ми велат не сум задоволена од оваа врска, едноставно оваа врска мора да заврши, века кога јас ги прашувам зошто, тие велат па таа не мисли како мене или не се согласува со мене. Тие значи не можат да поднесат некој да има спротивставено мислење. И во голема мера се разочаруваат и едноставно не се подготвени да живеат во една заедница. Не се подготвени за компромис. Вие секојдневно се соочувате со млади луѓе со оглед на природата на вашата професија, па каков е ставот на денешната младина? Затоа што мислам дека има промени, нели? Секои нови генерации се носат новитети, да речам, во поглед на растењето и ја споменавте таа индивидуалност која што е можеби една од главните карактеристики или одлики на денешните младини. Но како тие размислуваат во поглед на семејството, во поглед на тоа кога треба да се стапи во брак? Чисто вака верувам дека освен што имате однос професор-студент, верувам дека понекогаш имате и пријателски однос со студентите. Да, ние често разговараме на овие теми, затоа што се тие дел од нашата наука. Меѓутоа, ние на институтот вршиме и лонгитудинални истражувања, каде што ги анкетираме нашите студенти, секоја генерација која што доаѓа, забележуваме дека има полиберални ставови во однос на бракот, на семејството, на врските. Меѓутоа, од друга страна, исто така забележуваме дека тие се помалку подготвени да прават компромис. Да, и во контекст на нашата тема и тие проширени заедници и семејства кои што биле карактеристични во минатото, денеска се помал број студенти
го прифаќаат бракот по цена на тоа, например, да живеат во заедница или да живеат со родителите. Значи воопшто не сакаат да стапат во брак, ако треба да Воопшто не живеат. се ни размислува, ако треба да Не се се. живее со свикор, свикрва, Да, не се размислува или бараат идеални услови да има за вработување, за домување, за економска стабилност, за кариера, па потоа да дојде бракот и семејството. Всушност, токму и затоа се одложува многу стапувањето во брак, затоа што чекаме некаква идеален партнер или идеална средина, ама ситуација тоа во која што не ние се би стапиле во брак. Дефинитивно младите луѓе се помалку го посакуваат бракот како висока цел за себе си, значи тие се повеќе гледаат индивидуалистички, значи да бидат успешни во кариерата, да направат пари, дури да бидат популарни, да бидат познати, а нели бракот и семејството веќе го ставаат на некој подоле на пиедестал. Значи тоа се забележува секоја година. И со така секоја година тие сметаат дека подоцна е нормално и дека тоа е некоја возраст на која што би требало да се стапи во брак. Така што дефинитивно се забележува либерализација во нивните ставови и од друга страна зголемување на таа индивидуализација. Тогаш тешко ли е кога предавате за тоа колку е значено семејството како институција да го доближите тој момент до овие млади луѓе кои што се толку многу индивидуални и либерални? Вие ако ги прашате, тие сепак за нив бракот останува цел. Значи во иднина. Да, сепак останува цел и сметаат дека семејството е значаен фактор. Меѓутоа кога подлабоко ќе навлезете во прашањата, гледате дека тоа значење дефинитивно се замалува за нив. Да, и не им е примарно и не им е приоритет. Да. Ако зборуваме за втората тема во контекст на денешната утринска тема во утринската, како изгледа современото македонско семејство и како модерното време влијае на меѓусемејните односи, дел од тоа и одговоривме, но ако кажеме дека нашата традиција и култура, па и тоа кое што го кажува науката, дека се уште здравото и функционално семејство се смета за столб на едно општество, полека но сигурно тоа некако почнува да се размрдува овој столб. Па еве вашиот став како професор, како професорка во однос на тоа каде не води оваа либерализација, ако ви имели на такво слободно размислување на младите кои што пред се си го даваат значењето на тоа кое што им е ни фокус, кариерата и тоа што сака да го постигнат, а веќе втор, трет таму точка во однос на тоа што сакаат да направат во иднина е бракот и семејството. Дефинитивно семејството се менува. Значи гледаме ние по последниот попис особено кој што ни покажа дека македонското семејство е помало, се стеснува континуирано и покрај тоа што еве децата остануваат да живеат со своите родители подоцна во животот, ние забележуваме дека македонското семејство е се помало, иако во пописот на пример од 2001 година едно карактеристично македонско семејство броело 4 члена, 4 до 5 члена, денеска во суштина се 3 члена, односно најчесто најдоминантен модел на семејство се родителите и нивните деца, но тоа се во принцип родители со едно дете. И можеме да забележиме дека се повеќе се зголемува бројот на партнери, на брачни партнери кои што немаат деца. Значи тоа зазема околу 30% од вкупниот број на семејства се брачни партнери без деца. Така што одлучуваат да немаат деца во животот? Не, тоа не е наведено. Не е наведено, меѓутоа ако ги анализираме причините, голем број од нив одлучуваат да немаат деца. Но има и такви кои што сакаат да имаат деца, но веќе заради возраста, која што е достигнале, не може да имаат деца. Значи тоа исто така мора да го имаме во предвид, затоа што репродуктивниот часовник сепак не е ограничен, а претходно што ги споменав истражувањата на нашите студенти, тие ни покажуваат дека се поголем број на млади луѓе не сакаат да имат деца, што е навистина загрижувачки, затоа што од друга страна нели населението се повеќе старе и се повеќе се соочуваме со намалување на работната сила. Каде води ваквата ситуација е токму она што го спомена во однос на работната сила, пред се, значи како едно општество, ние мора да имаме луѓе, нели, кои што ќе работат и кои што ќе се грижат за постарите. И тоа е момент кој што загрижува. Од друга страна се очекува дека и понатаму во нашата земја ќе продолжи трендот на намалување на раѓањето, на намалување на бракот, од друга страна на зголемување на разводите, така што семејството се повеќе е ставено пред многу предизвици со кои што треба да се соочува за да ги издржи, едноставно да опстане и покрај сите предизвици, и покрај сите влијанија на глобализацијата, на медиумите и така натаму.
Што на што го споминавте, дали е значајно, ние на институтот јас лично верувам дека тоа е основниот столб на општеството, затоа што прво тамо се градат млади луѓе, индивидуи, значи велиме дека семејството е првиот прозорец кон светот на создавање на вредности, на разликување на доброто и лошото, на создавање на самостојни, независни луѓе кои што во иднина треба да го градат ова општество, да работат, да придонесуваат и да го развиваат. Така што сметам дека суштински семејството е сепак најзначајната клетка, што би рекле, на општеството. Извините, за само сакам во контекст на ова што го спомнавте, професорке, вие како професор и оно што е ваша задача и се разбери на вашите колеги да го пренесете сето тоа на студентите, доколку што треба да пристигне ова до младите, до оние пред кои треба да размислуваат на еден ваков начин, но од друга страна тука е и државата во целост која што треба да има некаква стратегија, ако се интересира и ако ги има во предвид овие информации дека навистина одиме во таа насока. Па што е она кое што можеби треба да се превземе, како велиме, на државно ниво или на таква национална стратегија која би можела да придонесе да младите малку, за разлика од оно кое што се случува во светот, од оно кое што им е достапно и на социјалните мрежи, да го сменат мислењето за тоа што всушност значи семејство, поточно да го вратиме, да вратиме суштината. За жал, се помалку се зборува за оваа тема, затоа и навистина ми е мило што денеска ме поканивте да зборуваме општо за семејството и за значењето на семејството, на родителството, на бракот и така натаму, затоа што многу малку се придава внимание и во медиумите, меѓутоа и во училиштата. А од друга страна, превенцијата е најдобро нешто што може да се преземе за било каков проблем или за било каков предизвик. Превенцијата значи едукација. Ние континуирано се залагаме за воведување на брачна, семејна и родителска едукација. Така што мислам дека државата треба да работи во овој контекст, треба да ги едуцира младите луѓе. Ние кога ги прашуваме од каде ги добиваат знањата поврзани со семејствата и бракот, тие не ги добиваат од никаде. Значи го гледаат она на социјалните медиуми и замислуваат дека нивниот брак треба да изгледа така розово или дека да бидат такви да бидат совршени родители, тоа многу ги оптоварува и потоа доведува нели до незадоволство и до конфликти, до насилство и така натаму. Така што мислам дека треба да се работи пред се на подготовка за склучување на брак, подготовка за родителство. Значи како што земаме часови за возачка, така треба исто така да земаме часови кои што ќе не подготват за бракот. Како теми кои што би требало да ги опфатат се многу, меѓутоа би ги споминала тука комуникацијата, разрешување на конфликти, како да се соочиме со специфични периоди, затоа што целото семејство опфаќа различни животни циклуси кои што бараат различен пристап. И кога вие ги знаете и ги очекувате, знаете како подобро да се справите. И всушност во многу земји каде што постои семејна едукација или брачна едукација како подготовка, покажува дека генерално тие семејства се посрекни, имаат подобар исход во рамките на бракот и на родителството. Исто така, никој не се раѓа како совршен родител или како родител што знае се. Ние имаме природен инстинкт, меѓутоа ги немаме тоа се учи, искуството си го пренесуваат. Во минатото појак бил, да речеме, тој начин на учење како пренесување од генерација на генерација, меѓутоа денеска со современиот начин на живот сметам дека тој не е доволен и дека едукацијата и подготовката би придонела кон тоа како да имаме подобри перформанси, како да бидеме подобри и поуспешни и во бракот и во родителството и како да се справиме со конфликти кои тие ќе дојдат. А и нормално е семејството да има различни подеми и падови, но најважно од се сите нели да се тука на едно место, затоа што тоа го споминавме денес и во генералната најава, ќе го кажам и сега на крајот од денот, најважно е нели кругот на најтесното семејство. Само пред да се одјавиме, би ве замолила една завршна мисла да дадеме или осврт на целото ова, одговарајќи ми на следново прашање, бидејќи споменавме дека комуникацијата е многу важна, да не речам и клучна меѓу семејните односи, нели помеѓу сите членови на едно семејство. Дали се уште има табу теми за кои што не се зборува во семејството? Во едно просечно македонско семејство. Секако дека има. Ние сме традиционално семејство и баш јас викам what happens in the family stays in the family. Ние не сакаме да ги изнесуваме работите кои што не се случуваат нас, да ги споделуваме со другите и често пати тие теми кои што се за нас сензитивни воопшто не ги споделуваме со блиското семејство, со партнерот или пак воопшто не излегуваат надвор од семејството да побараме стручна помош кога
таа ни е потребна затоа што имаме многу теми кои што се се уште кај нас табу, кои што се уште стереотипи. Од друга страна, отворената комуникација е клучна и кога велиме комуникација, секогаш потенцирам дека таа треба да биде отворена комуникација, затоа што да комуницираме не е доволно. И кога ги анкетираме семејствата, кога правиме анализи преку интервјуа, тие често ни велат дека немаат проблеми во семејството и во бракот, а всушност не се ни свесни за проблемите. Ние гледаме едни ладни, едни односи кои што се дисфункционални, тие едноставно живеат како цимери, но тие не се свесни, не може да ги детектираат проблемите кои што ги имаат затоа што не комуницираат. Што се однесува на тоа кои се тие теми што велиме дека се табу теми, пред се мислам дека се теми поврзани со сексуалноста, со потребите во однос на сексуалноста и со очекувањата кои што ги имаме, потоа во начинот на воспитување, теми поврзани со неплодност, со стерилитет, теми поврзани со мешање на родителите во бракот на нивните деца и така натаму. Меѓутоа, се она друго што е поврзано со сексуалност, со посвојување, со воспитување и така натаму, секогаш кога ќе се соочиме со некакви проблеми за кои што сметаме дека се надвор од нашата замисла за некакво совршенство, ние не разговараме за тоа и ги криеме работите под тепих и проблемите се продлабочуваат и потоа имаме проблем. Меѓу другото, семејната едукација го опфаќа и совети за комуникација и ефективна, отворена комуникација која што би требало да се случува помеѓу партнерите, меѓутоа помеѓу исто така помеѓу нивните деца и со нивните родители. Ете, тоа нека биде една порака, да речеме, или како велиме заклучок и сублимирање на ова кој што денеска го зборувавме, иако ова голема тема или две теми кои што ги одвоивме, ако е во нели наш фокус македонското семејство и како размислуваат младите и зошто се самостојуваат на подоцнежна возраст, па веројатно има уште многу да се зборува, но уште многу што да се прави, а треба да се прави, очигледно е неопходно кога е во прашање едукацијата на младите, па и нивната отвореност, па и оно кое што тие треба, а и го заслужуваат да го знаат за македонското семејство, но и да го имаат и реализираат во животот. Така што верувам дека ќе имаме следна средба каде што би можеле да продискутираме и повеќе и на други теми кои што произлегуваат од кои што се на оваа основа. Македонка, ви благодариме многу за гостувањето. Благодарам на поканата.